вреди ли да се зборува за ромите и ромското прашање? Неуморноста е една од главните карактеристики на моите другари соговорници, кои на моја покана прифатија да поразговараме на тема активизам и работа која е директно поврзана со ромите и ромската заедница. Јас сум Марија Трпеска, визуелна уметничка, во моментов работам на проект кој е поврзан со ромите и ромската заедница. Разговараме со Джелан Велију, магистар по казнено право, активистка, правна советничка и работничка во Сдруженијето за поддршка на социјално загрозени лица и семејства и бездомни лица Љубезност. Со нас е и Руфат Јашари, историчар, активист и колумнист, гласноговорник на обезгласените млади роми, поддржувач на движењата за еманципација на обесправените по разни основи. Ви благодарам за одвоеното време за овој разговор. Фала и тебе, Марија, за иницијативата, баш потребна тема за разговор. Така е. Би сакала, Джейлан, да го споделиш твоето искуство од твојата работа со Сдруженијето и може би твојата општа перцепција за твојата работа. Да. Значи, јас прво би сакала да кажам дека во капитализмот, како општествен и економски систем, сите луѓе сме угнетени и неслободни, но сепак треба да се направи разлика кога се зборува за угнетеност на некои, да кажам, делови од некои народи или на цели народи, како што е случајот со ромскиот народ на Балканот, особено во Македонија. Значи, ромскиот народ тука е доведен до некоја состојба на деградираност, што се граничи со, да кажам, со нечовечност. Најмаргинализираната заедница во државава, јас би рекла послободно. Да, и пошироко, бидејќи еве преку мојата работа имам контакти со луѓе, мислам, роми кои што имат потреба нели од некаква си помош тука во Македонија, дали со документација или било што се од Србија или од Косово, и таму состојбата е безмалку иста, така што јас би рекла на целиот Балкан, и се во европските земји малку подруг е случајот, ама не би рекла дека и таму уживат, да кажам, некоја привилегирана, во наводници кажана, состојба. Јас како активист пред се за работнички права, така го започнав мојот активизам, па потоа сваќаш дека не може активизмот да го ограничиш на едно поле и дека ако си активист, ти си активист за сите општествени прашања, за сите проблематики и така всушност го интегрираш твојот активизам и нели стигнав до степен кога сваќаш дека всушност системот е проблемот и би рекла капитализмот е во проблемот во денешните услови. Знаев дека постои сиромаштија и поттикот всушност за активизмот мој, наш, би рекла, е борбата против сиромаштијата. И кога почнав да работам конкретно во Љубезност, бидејќи дејноста на Сдруженијето целосно се поклопува, нели, да кажам, во таа сфера, сватив дека она што ние го знаеме за сиромаштијата е премалку, дека сиромаштијата има многу поодвратен лик, тоа што ние го замислуваме теоретски, нели? И сигурно мислам, низ животот сите сме поминали некоја фаза на имање помалку средства и така натаму, но тоа што се случува со ромската заедница е несватливо и невидливо, можам да речем, за останатите народности, народи кои што екзистираат во Македонија. Пример во како попроблематични работи што се бездомништвото, значи како бездомништво на цели семејства. Обично луѓето сметат дека бездомништвото е проблем кој што се појавува кај или зашто имат проблем со алкохол, со не знам, психолошки расстройства и слично, но ние имаме случаи конкретно кога се работи за ромски семејства на бездомништво што трае генерациско бездомништво, значи луѓе што живеат на улица, добиваат деца, тие деца растат на улица, па тие понатака исто така, значи буквално тие луѓе живеат на улица. И многу е смешно кога ќе се постави прашањето дека тие имат таква свест, вакви се, онакви се, така одбрале да живеат. Така. Да, каква свест ние очекуваме од луѓе што се хранат од контењери? Јас така би го поставила прашањето. Ако ние стануваме на сабајле и правиме кафе, така го почнуваме денот и ипак сме нервозни поради нели целокупното општество, каков да биде човек што кога се буди на улица, оде до најблиско од контењер за да се прехрани.
И како што кажувам, значи единствени примери што сум сретнала на цели семејства без домници, тоа се само ромски семејства. Понатака го имаме проблемот со живење во субстандардни услови. Што значи субстандардни услови? Често сме слушале ромите ги исцелиле, ги одцелиле од Подкале, од Довардар, од не знам каде, значи да, а луѓето немаат представа што значи тоа. Луѓето мислат дека илегално таму отишле, изградиле не знам куќи, живеат се таму, па користат бесплатно струја, вода и така натаму, ама реалноста е сосема различна. Значи тие се луѓе кои што се на улица и ете некако успеале се организирале да направат на некое место живеалиште. Точно. И тоа не се тврди градби, куќи, не знам какви. Буквално тие луѓе прават живеалиште со тоа што го наоѓаат во контењери. И како што кажа еден човек со кој што контактирав, нели за одредена помош, рече ние вика се храниме преку тоа што вие го фрлате. Така исто проблем малолетничката бременост би го адресирала како многу голем проблем. Јас чисто бев фрапирана кога се запознав со девојче која што имаше 15 години и веќе го очекуваше второто дете. И некој би рекол не знам дека тоа се хормони, тоа е начин на живот и слично, но ипак кривицата ја се гледам во државата и во системот што не успева во процесот на едукација, нели, на луѓето. Еве во најголемата ромска општина, нели, и во Скопје и пошироко единствената, така, нема гинеколог. Има една поликлиника која што не е ништо налик поликлиника, таму немаат ни матичен лекар, да не збориме за гинеколог, не може да отидат во други општини како на пример Бутал, Чаир, затоа што е таму пренатрупано и не ги примаат. Така да немаат пристап до здравствена заштита, немаат пристап до некакви информации кои што треба да дојдат, поготово нели младите ромки за било каква заштита или било каква едукација за тоа, така да тоа е огромен проблем. Да, па тоа се провлекува за наметнат од системот во кој што живееме. Точно. Тука се надоврзува и прашањето со образованието. Исто така голем дел од децата од ромскиот народ не посетуваат формално образование и повторно државата тој проблем сака да го реши со санкционирање на родителите. Во смисла ако не го пушташ ти во училиште, таму 2000 евра колку е казната, не знам. Што мислам, тоа не ги тангира родителите бидејќи значи што секако нивните сметки се блокирани, дали преку брзи кредити што земале, дали преку други некои неволи што паднале, така што механизмот само на санкција не успева, така што државата мора да најде друг метод за вклучување на тие деца во образовен систем и не може исто така деца што живеат на улица или во такви субстандардни услови да се очекува дека тие ќе бидат успешни ученици дури да на училиште, затоа што во тие места каде што живеат немаат пристап до вода многу често, немаат пристап значи до електрична енергија, најосновни услови, живеат во една импровизирана соба цело семејство и како тоа дете да оди на училиште, каде ќе учи после тоа? Не е нели само воспитувањето од училиштето, туку е воспитувањето од дома. А нивните родители многу често и тие поминале низ истата траса животна и нема тука кој на кого да биде поддршка. И затоа мора општеството, државата, системот да на некој начин вклучи. Циклус, фактички. Така е, така е. Руфат, ти пишуваш колумни за гласни идеи. Во една од твоите колумни насловена помеѓу како беше? Помеѓу стравот, сомнежот и лицемерието за младиот ром. Зборуваш дека тие три нешта ги демнат младите роми кога станува збор за обиди на влез во системот, за нивно понатамошно нели патување и за кариера, и за вработување, и за остварување семејство и така натаму, каде што по мене многу жестоко од една страна го нели зборуваш на темата, а од друга страна тоа жестоко е многу вистинито. Сум била сведок, мислам како работев како наставник во средното училиште Шајп Јусуф, средното стручно училиште Шајп Јусуф во Шуто Оризари,
каде што имав директен контакт, однос со учениците и можам тоа да го потврдам. Можам да се согласам со целата твоја колумна. Би сакала накратко да издвоиш за исто во што го зборуваме со Джейлан и како младите роми се снаоѓаат. Впрочем, околу жестината, јас се обидувам да не бидам толку жесток и да изгледам како пристрасен околу тоа што го експресионирам. Всушност, не ми е поентата или интенцијата да направам некои лични конфронтации со некого по тоа прашање, без разлика дали се помладите, дали некои од постарите кои ги водат и организираат тие такви процеси од таков тип. Секако и мојата мисла еволуира и мојот пристап и секојдневно со тоа еволуирање на мојата мисла ги лоцирам нештата и во други проблеми, како да кажам, кои ги иницираат истите тие проблематики, кој би бил изворот на тие, значи сорсот да го лоцираме што се вели. Во последно време сметам дека и аполитичноста на младите роми представува еден огромен проблем, затоа што, не знам, водејќи ли се по некои примери од постарите, јас се надевав дека со заминувањето на одредени политички фигури, дека таквото мнение, таквиот ментален склоп ќе исчезне, но како да се продлабочува проблемот и станува уште поопасно. Просто би кажал околу формалното и неформалното образование. Еве, многу млади роми сега поседуваат формално образование и тоа е за поздрав, но околу неформалниот дел од образованието сметам дека е погрешно што истото го бараат и го стекнуваат во рамките на некој граѓански сектор, затоа што се наметнува таа некаква политичност. Сметам дека младите роми треба да сватат дека политичноста не е повеќе опција. Недостасува некој идеолошки бекграунд, било каков и да бил, би бил од корист. Па макар и да бил либерален. Но во овој случај сметам дека има некаква опортунистичка форма, во смисла аполитичен сум или фаќам одредени страни, се додека имам бенефит од тоа. И секогаш кога да се отвори некој, како да кажам, некој топик од таква природа околу дискриминација, околу расна сегрегација или било што, говорниците се оградуваат од тоа. Знаете, она као не би сакал да мешам политика, дај да ја мешаме еднашка, да ја измешаме, малце да си позборуваме, така. Политиката. Да. Затоа што и сегрегацијата е факт кој што се има случајно, така во Битола и во уште еден град каде што ромски ученици се одделени за да следат посебна настава. Тие два случаи се веќе казнети и така натаму се водат процеси, можеби се уште, не знам, мислам дека се решени. Абе тоа што се случило еве во образованието, ето го отсликува тоа што се случило во општеството, бидејќи јас сум сведок кога еве во Битола, јас сум од Битола, кога одевме на олимпискиот базен во Битола, уште тоа време, да пример, ромските дечиња не им беше дозволено да влезат на базен. Така што тоа исто, значи сегрегацијата постои во целото општество, значи и од страна на државата, и од страна на општеството на луѓето, значи. Насекаде, да, и во Кумановско има, например, одредени, како да кажам, училишта, основни училишта, се сматраат како, се прецепираат како некои поелитни, каде што би требало, не знам, да учат децата на банкарите и на професорите, на директорите, оние градските урбани подрачја, додека истите деца кои се еднакво
да кажам, урбани, колку што се и овие другите. Малтене живеат во самиот центар на градот, ги праќаат на одредени други училишта, да не ги именувам, не поентата е битна, да, поентата е важна и ги класираат во одредени класи, ги групираат, сакам да кажам, класови, каде што се претежно од ромска етничка И дето припадност. цело може би да има. Или не? Па не, ромите претежно живеат во урбаните средини, било каде и да се. Така е, тука се. Тие се секогаш во урбаните делови и да се надврзам тоа претходно што го кажа, во една таква средина каде што малте не ги туркаат во такви животни субстандардни средини, уште ги окривуваат за некакви зарази, за некакви болести, ширење на епидемии и така натаму, а ги атакуваат, ги критикуваат и децава што продаваат балончиња на семафори, што питачат као таа лоша слика се создава, лоша перцепција за ромите. Еве првенствено имав еден таков, како да кажам, клеш, еден сукоп со еден човек на социјалните мрежи. Се обидувам да не се впуштам во таквите конфронтации. Еве веќе 15 на години како избегавам 10 години да кажам последни, гледам дека не вреди, но ова особено ми беше така повикувачки. Коментарот се создава негативна перцепција, има овакви роми, онакви роми и самата комплексија, тоа што го спомнавме на дискриминаторски според боја на кожа, мене во ниеден случај моето ниво на образование или мојата комплексија на кожата не ми представувало, како да кажам, како некоја привилегија во одредена смисла. А има и една тенденција во последно време со овие позитивни role models, што се позитивни примери за... Мислам и дека и со тоа се создава еден како преголеми експектации се создават. Мислам дека има контраефект, таквото прокламирање и презентација и туркање на позитивни ромски приказни кои што наликуваат малтене, еве ќе пробам да го редефинирам ова, да го преформулирам. Каква е таа како што звучеше прашањето, ако не се лажам, поправете ме, дали сме ние дел од системот? Ние сме дел од системот и често се става акцент преголем на тоа инклузија, па дури и миспелинг се прави кога се организираат семинари на такви тематики. Инклузија, дали сме ние дел од, дали некогаш ќе бидеме дел од, ние сме дел од системот или од општеството, наречи го било како сакаш, и тоа во последно време, да? Во ова со системот што го кажуваш, има друг проблем со голем дел, да кажам, може би, да не лицитирам со бројки, ама некаде околу 1000 лица, претежно роми, значи 90% роми се нерегистрирани лица, тие се вон системот. Дали може би мислат на тоа ми е прашањето? Да, и тоа како бројка, нели кога би ги перцепирале ромите само како бројка. Сакав преска да кажем, ама еве, мислам разговорот отиде во друга насока за еден проблем што го нема кај другите. Тоа е и дел од твојата работа, ако не се лажам, за да посредуваш за документи и да правам придружба на луѓе кои што не можат сами да се снајдат во институција. Што е тоа? Тоа значи дека човек што не посетува формално образование, што не може да пополни едно обично барање. А да не стигнеме до моментот на каде што тој човек на шалтер нема шанси да се снајде, бидејќи самата држава нема метод на поддршка на луѓе што не можат сами да завршат некоја работа. Сега државата создава такви проблематични ситуации, че државата создава неписмени луѓе и потоа не прави ништо за како да им ги подобри животите. И тоа што недостасува во државата, всушност, за жал, треба да го прават невладините организации, па потоа тие, мислам, пременуваат и во други политички цели, мислам, нели NGO секторот си има. Проблемот со немањето на документација, што значи тоа? Значи може да имате вие човек,
баш сега во јануари една жена успеавме да ја регистрираме, 35 години, немаше матичен број. Ако немаш матичен број, ти си во системот целосно непостоечки. Значи немаш лична карта фантом, да. Мислам тоа фантом, дури не сакат да се нарекуваат луѓето фантоми, дека демек не било политички коректно, а ситуацијата е политички коректна. Така што Објективно крај на крајното, да. и демек нерегистрирани лица, окей. И сега човек што нема 35 години, нема извод, нема здравствено осигурување, не може да се вработи, нема лична карта, во меѓувреме има добиено и деца, тоа лице и неговите деца, незините деца, исто така се нерегистрирани лица, и како да не може да остварува ниту социјални трансфери, социјални права, и како да преживува тоа лице, освен ако не проси да препродава нешто, па макар некогаш и во криминални води паѓаат од немајкаде, значи како да преживее. Силом прилики. Да, така што тоа е, мислам, јас сум сретнала низ мојата работа и луѓе не роми, не регистрирани, ама многу мал е бројот и демек пак се она личната одговорност. Секој да бе, демек се не сме ни одговорни, тој сам па знае, вика тој дека треба да го регистрира детето после 30 дена. Како знае? Ако знаеме ние дека човекот е неписмен, ако во болница тој човек жена не знае да се потпише, нели кога излегувал од болница, како таа институција ја остава сама понатака во спроведувањето? Зошто пример не се контактира Центар за социјална работа или било што да се проследи тој процес. И затоа јас мислам дека државата многу често е фактор за создавање на нерегистрирани лица на фантоми, отколку што заради нефункционалноста баш на овие сегменти. Комплексна е темата, еве би се обидувам да се надоврзам многу е комплексна темата, да опфатиме што се вели што повеќе, што поконцизно, секако never ending е темава, но во однос на системот, она што се покривуваат самите роми, во ред, да, постои една таква негативна тенденција за жал, која наликува на незаинтересираност, на некоја индиферентност, но не знам за кој мислител се работеше, дали за Томас Санкара, не знам за кој. Нешто во смисла беше, парафразирам како што се сеќавам, кога некого го доведуваш во одредена ситуација, да тој да се бори, да се обстојува, впрочем она што го опфативме, тој главниот императив му е да преживее. Да се снајде, тој не може да размислува за своите граѓански права, за своите човекови права или за нешто слично. Е морално, да. не е морално. И тоа системски само се провлекува, исто како што се вели, тоа е долговековна тенденција. Јас самиот некогаш го кажувам, да, оние негативни аспекти што крајно време е да се направи ерадикација, да се избришат, но сепак и системот, да, и системот е државниот апарат, незаинтересираноста, кога системот би покажал иницијатива. Да. Тоа би сакал да се надоврзам, често пати го говоревме, на оваа тема го опфативме од историски аспект. Еве, низ пример би пробал да добавам некоја поента. Социјалистичкиот пристап на ромското прашање, да кажам, накратко би кажал и директно, например, напорите на Сталин за образување, за едукација на ромите, и тоа може би изгледа како присилно и нехумано, не по своја волја, но направи во тој негов период на владење, особено во 30-тите па до 50-тите години, создаде една плејада, една низа од воени лица, од медицински лица, од учители, кои што се обидуваше, да кажеме, беше потолерантен кон нив, за разлика од, да кажеме, кавказските народи, народите кои што се на кај Таџикистан, Дагестан, кои што имаат муслимански бекграунд позади себе, и тоа се докажи во 80-тите дека ерупција каква што имаше епилог, но кон ромите, иако на суперстиција што владе, се обидувал со памфлети, со вакво, со онакво да им прииде, и почнале присилно, што се вели, кога сака системот, кога има намера со мобилизација, со попис и стратегија. Еве, последниот попис на ромите, ако ги гледаме, ако ги перцепираме како бројка, само како популација, истиот тој NGO сектор, да кажам,
во догледна мера е виновен за една форма на анулирање на ромите. И она ниска бројка што бевме оној процент, сега премина во фаворизација на останатите етникуми, кои што се дали сега преку подплатување или преку вакво и преку онакви, оно што сакав претходно околу активизмот, околу дури мене ми е срам некогаш да кажам дека да се прокламирам, да се представам како активист, како некој борец за права или нешто, затоа што често пати кога зборувам, колку повеќе го дискутирам тоа, сваќам дека формата на активизам која сум подготвен јас да ја практикувам, за да се извојуваат некои човекови права или било какви права, или се одвива во некои од дамнешни времења, или ќе се одвива во некои други времења, затоа што констелацијата на нештата не ја дозволуваат формата на активизам која што јас само би ја спомнал Шпанската граѓанска војна, Кубанската револуција и така натаму, за да добијат дојам слушателите, гледачите за што се работи, не дека повикувам на нешто такво, но активизмот кој се форсира од невладините организации, ромските невладини организации, сметам дека се води според некоја либерална агенда која што е многу деструктивна за самото ромско прашање. И кога го спомнав социјализмот, би се навратил на 89-та и би ги поделил нештата пред 89-та и после 89-та, а и социјализмот, самиот социјализам, особено социјализмот во Македонија, кога републиката не се викаше Социјалистичка република Македонија, многу било направено за ромското прашање, особено во 70-тите години, почетокот на 80-тите години. Јас се водам исклучиво по таа граматика, секако тука и се поставува прашањето како некој локал патриотизам. Гледам по социјалниве мрежи често пати доаѓа до конфронтации помеѓу самите роми и многу ортодоксно се пристапува на тоа прашање, као ние ромите во шутка, или имаат некој дојам како сето да се револвира околу шутка или околу Македонија. И, например, ромите кои што живеат во Бугарија или Србија, кои ми се како поблиски сме живееле во заедничка држава, јас и самиот ги разликувам. Јас разликувам, например, со своите знаменитости роми кои што се од Скопје, од Кумано, бидејќи паралелно сум израснал во двата града, но има некоја дистинкција, например, помеѓу ромите во Битола, во источниот дел, Врање, Ниш и така натаму, во Војводина, Хрватска, Славонија се разликува, има, но и како да се губи оној, се става акцент на ромската граматика, тоа што спомна да го почна да го кажам, ортодоксното тука како што е, ние сме правите и тие останатите не важи другото што се кажува. Така. Да се вратиме на твојата, нели, идеја за инклузија. Знам дека е иритирачки, нели, цело време го слушаме тоа, дури и мене ме иритира. Инклузија, а во пракса никаде ништо не никој не е вклучен во ништо. Се измислуваат, да, проекти, вакви, такви, невладин, владин, нели, секаков сектор, но јас имам впечаток дека и она што се прави, и она што е веќе остварено, без разлика, нели, владино, невладино и така натаму. Полувладино, така, дека многу малку му се дава на значење. Единствен ден каде што се обраќа внимание на ромите и ромската заедница е 8 април, и 8 април можеби има настани ваму таму, нели, понекаде некакви настани проформа. Последно беше што малку ме разочара во таа смисла, имаше во Истгейт некаква изложба на Сити Мол беше, каде и може би паралелно било, да. Во некаков мол наредени некакви кутии со информации за роми кои што се, да речеме, од типот на Есма Раџепова, на веќе, нели, етаблирани личности кои што
да речеме, се сметаат за некакви икони. И сега, ставени на некакви кутии, ставено некако така, не знам дали имало говор, не знам дали имало некаков формален дел или обраќање, но мене тоа ми е за срамота. Да речеме, ако веќе се прави некаков настан да се одаде почит на ромската заедница, поготово на 8 април, кој што е прогласен за интернационален ден на ромите, каде што е нели усвоено знаме, каде што е усвоена химна, освен земја, нели освен територија, другото е усвоено и сега тоа е многу важен ден и на таков важен ден да направиме некаков таков настан, мислам дека е надворот, мислам да не се обрне внимание на тоа да биде видливо, да биде видено. Туку да биде некако проформа, некаде таму стуткано, збуткано. Да, како нешто, дека нешто се случило. Затоа и мојот порив за уметнички проект, кој што се бави со ромите и ромското прашање, не сум единствена. Тоа пред мене, пред неколку години, уметницата Нада Прлја имаше ликовен проект, фотодокументација на се што е стереотип за ромите. Нема да говорам за тоа, ќе говорам за мојот проект, дека го правам баш од таков порив, дека сакам да ставам се што не е стереотип. И навистина, да, можеби невладиниот сектор недоволно, непрофесионално, владиниот исто така, заради интереси, заради нели било какви да се запазат некои европски рамки. Заради било какви причини, нели тоа го прават некако оскудно, ама сепак го прават и немаат доволно внимание. Не им се дава доволно простор. Така. Не се емитува тоа никаде, ќе се прошушка некаде, како некако изолирани се сите тие настани. Како, добро, ромите прават нешто и толку. И на тоа се сведува. Без разлика или не едно изиграно оро или нешто, ни Србија таков дојам добив, низ овие поголемиве градови, да кажам, во Јужна Србија особено, се одбележи со буквално едно изиграно оро. И ни самите тие телевизиски куќи што ги интервјуирале, не може да направат дистинкција ни самите говорници што одговараа на тие прашања за каков празник сушност се работи. Значи, дали вечерас имате неки свечени ручак, некој вечеру, нешто такво. На тоа се сведуваше, само на некој музички хепенинг. Делан, се враќам на тебе. Твојата пракса, твојата работа, во суштина, твоето искуство со придружба на лица, помагање и така натаму, и како правен советник, и како придружник некогаш. Така. Многу често. Скоро секој ден. Те наведе да ги запознаеш сите улици во Шуто Ризари, така? Да, скоро. Меѓу нив и улицата Волт Дизни, која што е, нели, моја тема, моја главна окупација. Не заради, само заради екзотичното име, во смисла, дека јас наоѓам смисла зашто таа улица се вика Волт Дизни, заради моментот на Дизниевата парола Happiest Place on Earth. Ама како антипод на таа машинерија или Дизни светот што го гради како вештачки создаден свет на среќата, таа улица, можам слободно да кажам и така дека е Happiest Place on Earth само по себе, заради тоа што сите тие такви мали улички уште го содржат заедништвото, заедничарењето. Тука се заедно и мислам дека тоа е Happiest Place on Earth, кога си заедно, кога заедничариш и кога не си отуѓен во современиот свет што ни се наметнува како таков, да се оттугиме едни од други. Таму, поготово за ромската заедница, јас можам слободно да кажам, како
како пример служат за заедништво и за заедничарење. Таквата карактеристика ми е мене рецепт за среќа. Без разлика на условите, без разлика на сите тие работи што ги наброивме, нели, како пречки за еден достоинствен живот. Да. Па јас не би целосно се согласила со ова, затоа што мислам дека кај повеќето малцинства, кај сите, да речам, позастапено е тоа заедничарењето, затоа што се чувствуваат отфрлени од другите и морат меѓу себе да се помагат. Но исто како и кај другите етнички заедници народности, значи ги има истите човечки и меѓучовечки проблеми. Затоа не би сакала на тој начин да го гледаме тоа, како не знам, тоа малце ми изгледа обично тоа сакат капиталистите да го наметнат, демек овие иако некои се сиромашни и пак се среќни. Значи друго е да плачеш ти на милионче, друго е да плачеш на без пари. Да. Така што да, во Шуторизари, значи, кога ќе отидам јас и на терен, имаш едната тажна слика на сиромаштија, на исклученост, на ѓубриште, значи, сето тоа го имаше, но од друга страна имаше весели луѓе. Ама тоа што тие луѓе се весели не значи па дека тие таков начин на живот заслужуваат. Значи така е, дека ништо не им е потребно. Затоа што си помагат и слично, точно, ама има луѓе пример што се зафркнуваат за кредити, земање, за сите други работи, значи што постојат кај другите. Тие се зафркнуваат за кредити брзи, така да тоа ги опфаќа сите луѓе, тоа е една чума. Оти порано, знаеш, јас доаѓам од семејство турско-албанско, би кажала, и порано сум слушала муабети како ке речат, албанците меѓу себе се држат. Па јас немам таков впечаток, дека албанците меѓу себе се држат. Или па демек, сега ти викаш ромите, нели, може би тоа било некогаш. Сега во услови на капитализам, каде што, ке речам, човек на човека е волк, ние во таа фаза живееме, сега каде секој на секој ти треба да си пресреќен да најдеш некој солидарен човек, некој да ти помогне нешто, не па цели заедница. Да, тоа го доживуваме како некаква привилегија. Привилегирани сме ако добиеме човечки третман. Значи, дури некој ќе изгуби паричник, па некој ќе го најде и ќе го слика, демек најдов паричник, и ние се чудиме како знае какво дело добро да направил некој. Уствари тоа треба да биде секојдневна, да биде нормално. Нормално да биде, точно. Има подобрување во одредени сегменти, ама пак ќе кажам за луѓето што се директно вклучени во тоа или околу тоа. Значи, другите луѓе што не се вклучени, таа декада ги има одминато. Еве овие луѓе со кои што јас работам, за нив каде е декадата? Многу се гледа на нештата по 89-та, после 90-та, плурализмот кога доаѓа, а она претходното социјалистичка република Македонија што го има направено за ромите, се анулира. И самото тоа што ставив акцент на социјалистичка Македонија, првичното знаме, на ромското знаме, имало предлог да се стави црвена петокрака по стилот на југословенското знаме на СФРЈ како една форма на благодарност за напорите кои што биле издействувани да се свика таа конференција. И како да се чини после 90-та година, наместо да се искористи она што било стекнато до тогаш, потоа како да се вративме на некои, зборувам за ромската популација, првенствено на некои средновековни, на некои теолошки, религиозни фактори да гравитираме околу истите, што дополнително го уназади ромскиот етникум во изминативе 30 години и околу самата инклузија. Ако што беше првичното прашање, само би кажал дека не е поентата на еманципацијата да го имитираш оној што на еден начин покушава да те асимилира. И тоа ми беше поентата со позитивните role models, што се позитивните примери од кои што се форсираат, се промовираат, успешен, сукцесивен, се создава дополнителен притисок, како што беше спомнато дали од Желен, нереални очекувања, можеби тоа дете има капацитет, има желба да научи, да направи нешто со својот образовен процес, но условите каде што живее не му го дозволуваат истото.
Значи, И се создава една како алиенација, отуѓување. Наместо да се доближуваат, и тука ја лоцирам таа како токсична врска, дисфункционална врска помеѓу младите роми, активисти и самиот ромски народ. Затоа што јас повеќе се идентификувам со дечињата кои што продаваат и што питачат на семафори, што бришат прозори, отколку со некој само прокламиран активист или интелектуалец. Ти благодарам многу, ви благодарам и на двајцата, и тебе, Джелан, посебно. Мислам дека од големо значење овој разговор би завршила со една мисла на Руфат, која што ти ја позајмив од една друга колумна. Да. Сите ние сме малцинство во однос на тие неколкумина. Зборам од позиција дека јас сум македонка, барем нели така сум заведена, Джелан е турчинка албанка, а Руфат е ром. Ви благодарам уште еднаш.